Експозето на мандатарот Заев нереално и многу тешко остварливо. Ваков е ставот на експертите. Иако Македонија се уште го нема ниту добиено датумот за старт на преговори со Европската унија, Заев веќе ветува и кога би бил затворен преговарачкиот процес. Се обврзуваме за следните 4 години да отвориме 80 од 100 од преговарачките поглавја, а за 6 години целосно да ги затвориме преговорите. Ваквото ветување е далеко од реалност, смета Јован Донев, поранешен амбасадор на Македонија во Обединетото кралство. Според него државата се уште не е доволно кадарна за водење на преговорите со Европската унија, па не може во моментов да се размислува за крај на преговарачкиот процес. Проблемот во Македонија е многу покомплексен. Можеме понекогаш ние во нашите проценки да се водиме од состојбите во другите држави. Два главни проблема има во Македонија во овој момент. Едниот е немање на човечки ресурси доволно за да може да ги води преговорите и она што е уште поважно да се имплементираат тие мерки. Донев вели Македонија ќе заглавува во секој од поглавјата во преговорите, пред се поради состојбите во македонското општество. Тој вели долго време ќе треба да се сузбие корумпираноста во сите нивоа во државата, што е клучно за Европската унија да реши да прими нова членка. Членството во Европска унија значи членство на клуб кој споделува исти вредности. Држава во постојбата во македонското општество, односно споделувањето на европските вредности е далеко од Европска унија. Ако вие имате ситуација дека имате корумпираност на сите можни нивоа, и дека тоа го луѓето го смета веќе за нормално, како ќе ги имплементирате, што не се работи за законите, за имплементација на закони, законите во пракса да ги преточиме во секојдневие. Според експертите мора уште многу да се работи во реформите во сите сегменти, особено во правосудството, кое важи за многу политизирано. Според Донев Македонија со Европската унија ќе преговара најмалку 10 години, а можеби и многу повеќе.